Почитувани гледачи, добро вечер. Петок, 21 часот и 30 минути. Термин резервиран за ново издание на дебатниот магазин Клик Плюс. Се уште не сме почнати, меѓутоа во студиото веќе започна дебатата на темата за која што ќе разговараме. Ворете, господине Стојковски, ова се такви жешки времиња кога разговараме и пред и потоа, но тоа е всушност добро, затоа и сме сите вечерва тука. Почитувани гледачи, само да најавам дека експертите што ги консултираше Телевизија 21 велат дека ниту сегашната, се уште актуелна влада, ниту пак нова влада ќе биде решение на политичката криза во која што се наоѓаме веќе неколку години. Меѓу другото, јавноста е поделена дали ни е потребен старо новиот премиер кој е воедно и мандатар за состав на новата влада, или пак ни треба нов човек, нов премиер кој веројатно тие што му дале поддршка мислат дека ќе внесе нова свежина и нов квалитет со владењето на оваа држава. Дали со тоа ќе ни се отвори повторно патот кон евроатлантското интегрирање, ќе видиме вечерва и ќе побараме ставови и мислења од моите вечерашни гости, господинот Никола Србов, добро вечер. Добро вечер. Госпоѓа Малинка Јордановска-Ристова, добро вечер. Се надевам дека презимињата добро ги кажав, се извинувам. Добро вечер. Сгрешив од Институтот за европска политика. Господинот Андреа Стојковски од Македонскиот центар за европско образование, добро вечер и за вас. Господинот Агим Јонус, аналитичар, добро вечер и за вас. Ви благодарам на сите што ја прифативте поканата да бидете дел од Клик Плюс. Пред да ја почнеме дебата, која всушност веќе и започна, јас ќе ја замолам режијата да ни го пушти прилогот што го подготви нашата колешка Габриела Димковиќ-Мишевска, па се враќаме и започнуваме со дебатата. Може би Иванов го избра прво Груевски за мандатар како лидер на коалиција која освои најмногу пратеници во собранието. Но според познавачите на уставното право, тој го прекрши член 90 од Уставот, кој вели дека мандатот за формирање влада претседателот треба да го додели на партијата или коалицијата која може да обезбеди мнозинство во собранието со 61 пратеник, а не на партијата која има освоено најмногу пратенички мандати. Коалицијата предводена од ВМРО ДПМН освои факт е најмногу пратеници, но не освои мнозинство пратеници. И според тоа мислам дека председателот го прекрши Уставот. Го прекрши затоа што тој пред да ја донесе одлуката за доделување на мандатот, требаше прецизно, јасно, недвосмислено да утврди која партија, односно коалиција на партии ќе може да обезбеди мнозинство на пратеници во парламентот. Тој тоа не го направи, туку отиде на екстензивно толкување на Уставот со тоа што го додели мандатот на оној кој што на партијата, односно коалицијата која што освои најмногу пратеници. Не е тоа. Со овој потек претседателот Иванов, вели професорот Светомир Шкарич, уште еднаш покажа дека не е на страната на законот и граѓаните, туку на страната на партиските интереси. Тој смета дека ниту една од партиите нема да успее да формира стабилна влада, па според него логично моменталната преодна влада да остане до распишувањето на нови избори. Правна празнина според него може да се случи поради тоа што собранието се уште нема претседател кој би ги распишал изборите. Парламентот ниту може да се распушти, ниту има председател кој што може да распише нови избори. Тоа е правна празнина која не може да се реши со правни методи, туку само со политички. Да видиме дали некој од надвор, од Европска унија ќе биде спремен да изврши одреден притисок, да ги собере лидерите на политичките партии и евентуално да издействува нов договор, да биде тоа пржено 3 или... Председателот Иванов пред предавањето на мандатот изјави дека ќе постапи онака како што предвидува Уставот, но неговиот кабинет не објасни дали претходно се консултирал со партиите и дали добил од Груевски гаранции дека тој има мнозинска поддршка. И Иванов и Груевски вчера ги избегнаа новинарите, што според познавачите беше уште еден нетранспарентен потек во високата политика. Гласачите останаа без објаснување врз основа на кој дел од Уставот за мандатари избран Груевски.
Тоа беше прилогот на нашата колешка Габриела Димковиќ-Мишевска. Почитувани, слушнавме што мислат дел од академската јавност, професорите Шкарич и Ристевски. Еве, ќе почнеме од дамата, дозволете ми. Господи Ристова, дали се согласувате со мислењата на двајцата професори? Имат различни ставови. Едниот вели дека председателот го прекршил уставот, другиот вели нешто поинаку. Па за тоа сега би требало да имаме стручњак по уставно право. Јас сум правник, но не е моја специјалност ова. Имаме такво поширок толкување на уставот, но факт е дека го имаме и повеќе пати наназад историски. Значи не е ова прв пат да се случи да се даде на оној кој што има најмногу освоени мандати, без некоја цврста гаранција дека има мнозинство, и покрај тоа што имало порано посигурни назнаки дека има мнозинство, односно коалиција од овој пат. Како и да го толкуваме, ние сега мислам дека повеќе треба да се влезе во една реална во анализата на реалната ситуација. Имаме реална ситуација, реален распоред на мандати, еден, да кажем, таков сустав кој што овозможува различни комбинации. И тука сега дали ни се допаѓа или не ова или онаа варијанта е сосема друго прашање. Има реална ситуација во која што повеќе опции се отворени. Дали ова ќе доведе до нови избори или ќе доведе до нешто друго, на крајот на криштата ќе видиме, но реално, бидејќи имаме таков распоред на мандати, имаме две крајни можности. Едната е да не се формира влада или да се формира многу тешко, нестабилна, и друга, најоптимистичка, другата крајност е да се формира влада онака како што подолго време се заговара барем од странскиот фактор, со широка основа или широка коалиција која што би можела понатаму да влече кон реформи. Но за оваа втората варијанта се потребни многу компромиси. Значи, тоа е целиот диапазон по мене од една крајност до така ќе анализираме во текот на оваа емисија. Господине Стојковски, дури ни академската јавност, дури ниту професорите не се согласуваат, имаат различно толкување на тоа зошто председателот Иванов му го даде мандатот, или дали требаше да му го даде мандатот на се уште активниот лидер на владеачката партија ВМРО-ДПМН, иако можеби правото би требало да представува некоја екзактна наука. Што мислите вие? Поправка една. Тој му го даде мандатот на лидерот на ВМРО-ДПМН, а не на владеачката партија, бидејќи во моментов постизборно, во моментов владеачка партија се уште немаме. За жал, заробената држава се уште постои, функционираат механизмите кои што беа поставени претходно или одграбнати претходно, меѓутоа се уште немаме владеачка партија. Јас се потрудив да си го најдам уставот и членот 90 и вели председателот на Република Македонија е должен во рок од 10 дена од конституирањето на собранието мандатот за состав на владата да го довери на кандидат на партијата, односно партиите што имаат мнозинство. Нешто можат да покажат туку што имаат мнозинство. До сега, со исклучок на 2014-та, која беше повеќе од јасно, имавме 63 пратеници, па имавме и претходно 2011-та, ми се чини. 11 и 2014. Исто така беше јасно, имаше апсолутно мнозинство. И тогаш работата е чиста. Значи, го доделувате мандатот, знаете дека партијата може да формира влада дури и самостојно. Тоа што Македонија функционира така како што функционира, мислам дека е меѓу другото придобивка, дека имаме речиси секогаш убава коалиција помеѓу македонски и албански партии. Меѓутоа, беше јасна состојбата дека тогаш морало да се додели мандатот така како што требало. Зошто се брзаше со конституирањето на парламентот? Имаме можност 20 дена од завршувањето на изборите да го конституираме парламентот. Можевме да ги искористиме тие 20 дена. Имавме 10 дена во кои што председателот можеше да ги повика сите партиски лидери на разговор. Тој требаше да утврди, пред да го додвери мандатот, требаше да утврди дали има мнозинство во парламентот и кое е мнозинството кое што постои во парламентот. Тие 10 дена не се оставени заради тоа што председателот треба да го напише писмото. Писмото му го пишуваат службите и го завршуваат во половина час. Требаше 10 дена да ги обезбеди
сите мислења на сите политички лидери и да види каде ќе се состави мнозинството. Реално можеше да го погоди мнозинството уште од самиот почеток. Една работа е вакво точна она што господјата Ристовска Јорданова го каже. До сега се правеле можеби грешки или веќе се знаело однапред дека постои мнозинство. Ние на секоја конститутивна седница на собранието сме избирале председател на собранието веднаш. Овој пат тоа не се случи. Ако тоа не беше индикатор дека не постои мнозинство или дека не постои договор за мнозинство, дека ќе треба топрва да договараат што ќе се случува, тогаш зошто е тоа така? И дали го прекршил или не го прекршил уставот председателот, па ние од избориве до сега го прекршивме уставот на најситните можни парченца. Имаме пратеници кои што се избрани за пратеници и кои што вршат министерска функција. Пратеничката функција е неспојива со било која друга јавна функција. Со било кое друго вработување, професионализиране. А тие се министри одат на работа, подпишуваат решенија, управуваат со органите на управата, каде што се министри. Седнавме на конститутивна седница на собранието со председателот од претходниот состав. По кој основ? Деловникот вели дека седницата, конститутивната седница, ја свикува и ја води најстариот пратеник по возраст. Да, меѓутоа имаше различни толкувања. Нема можност за различни толкувања. Зошто досега не сме го имале претходниот председател на парламентот? Трајко Велјановски беше председател на парламентот и во предходниот состав, и од 2011 до 2014, па 2014 имавме друг кој што ја председаваше конститутивната седница. Значи сметате дека не е ништо чудно што барем според вас што председателот Иванов Не е ништо чудно затоа што лично сум уверен дека на председателот Иванов му беше кажано кому треба да го довери мандатот од партијата која што го избра. Господине Јунус, како ви се чинува предавање на мандатот на партијата што освои 51 пратеник? Ако после 9 години давање на се и се што ова представува изненадување, ја не знам зашто воопшто се поставува како тема за дискусија. Значи, за да се толкува уставот, треба да се има компетентност за тоа и легитимитет. Јас не сум правник. И токму поради тоа нема да навлегувам во толкувањето на уставот и нештата. Но вашиот став за давањето на мандатот на ВМРО-ДПМН? Значи, мандатот, прво ќе се согласам дека многу се избрза. Ќе се согласам дека многу процедури и постапки се не само избрзани, туку и некако со компјутерски јазик речено зиповани брзи. Турбо. Вака, свесноста дека сме во проблем и покрај тоа што имаше легитимни, мирни избори, и покрај тоа што процедурата изборна помина како што треба, нели? Свесноста дека сме во проблем и покрај изборите внесе уште поголема конфузија во делот на оние decision makeri, значи луѓе кои одлучуваат што и како да се постапи и како што побрзо да се фрли малку прашина во очите на јавноста дека никаде не сме стигнати. И покрај тоа што има избори, ние не сме ни лево, ни десно, ни напред, ни назад. Трчаме во жив песок. Тоа што председателот побрза и му го даде мандатот, ќе се согласам дека не го дава на ВМРО-ДПМН, туку го дава на мнозинството. Да ви кажеме на работа, ние живееме во амбиент еден подолг период на чувство на некаква приватна држава. Во која спрегата, погледате ги социјалните мрежи, погледате ги јавните коментари, погледате го сето она што се зборува јавно и по улица и по кафени и сегде, дури има и подбивање на тема релација председател владеачка партија олицетворена во ВМРО. Значи, што ве изненадува? Добро што не му даде и 10 со кроми доека му го даваше тоа. Но тоа се лични впечатоци на секој од нас како граѓани. Не, тоа е реалноста, ве молам. Добро е што немаше и помпа додека му го предаваше документот, добро што немаше и зурли и тапани. Мислам, ве молам, одамна, затоа и сум помалку на ударот на јавноста понекогаш, зашто вака настапувам со симплификација во објаснувањето на нештата. Мора да се престани да се зборува за формата. Никој не ја зборува суштината. Суштината е дека има иле.
Што мислите? Тоа е народски јазик. Попуштање. Велат иле, играш со иле, значи со инат. Да. Значи илето продолжува и пред и за време на изборите и после изборите и на крајот на криштата ќе тепа, ми се чини, оној што ќе знае најдобро да игра со иле. Ништо друго не води кон ниеден друг заклучок. Ви се молам, му дал председателот на Никола Груевски документ овластување да формира или барем да преговара за влада. А што очекувавте вие? Дека ќе му ја даде на некој сосема спореден човек? Помпата мора да продолжи. Никола Груевски е присутен во медиумите повеќе од Исус. И што сакате вие понатаму? Тоа го кажа граѓаните на изборите. Се јавувате за реплика, господине? Не, апропо помпата, имаше помпа на затоа и шеговито реков, добро што него почести со 10 со кроми дојка му го даеше тоа. Мрежи имаше кога се прогласи, кога беа распишани изборите, имаше ај на здрави избори, после тоа имаше Ирлија победа, сега имаше Ирлија доделување на мандат. Али док народ пасе, нека пасе, така ли? Дали ќе има Ирлија, се прашувам, која ќе го врати мандатот? Не, Ирлија нема да биде, него ќе се повлече како херој. Затоа што тоа што ќе го направи, ќе го направи за доброто на Македонија. Во детали, само да го завршиме овој круг. Зборите за суштината, луѓе, немојте за формата. Ќе зборуваме малце подоцна и ќе не влегуваме во сите овие детали што ги споменавте досега. Господине Србов, се крена голема помпа, ова што го вели господинот Јонус, за некого беше изненадување, некои граѓани можеби очекува нешто поинаку. Како вие гледате на доделувањето на мандатот на председателот, на лидерот на ВМРО ДПМН? Ајде да свртиме тогаш обратно, да го свртиме прашањето. Ако не му го дадеш на Никола Груевски мандатот, на кого ќе му го дадеш? Значи ние од другата страна немаме создадено некој мнозинство, па сега го погазил тоа мнозинство, па го дава на Никола Груевски. Значи нема на кој друг. ВМРО ДПМН има 51 пратеник и не е само тука уставот, значи уставот, јас исто така како останати што кажа, не сум правник, ниту па за уставно право, но уставот вели дека се дава мандатот на мнозинството, на партиите кои имаат мнозинство. ВМРО ДПМН настапува во коалиција со 25 партии кои имаат мнозинство од 51 пратеник. Од другата страна немаме ние мнозинство кое би рекле дека се прегазува и му го даваат мандатот на Никола Груевски. Затоа сега следи период на преговори и договарање на влада. Доколку Груевски не успеа да состави влада, ќе составува некој друг. И покрај уставот имаме некои воспоставени принципи во Република Македонија. Ја не знам зашто сега е толку 2011 ја спомнав, 2011 не беше со мнозинство во парламентот, беше исто многу тоаш Бранко Црвенковски кога се врати на тие избори, беше исто помала разликата, мандатот му се даде веднаш на ВМРО ДПМН, бидејќи имаше мнозинство и немаше воопшто отварање на вакви дилеми. 2008-2014 беше тоа со апсолутното мнозинство. Така да јас не гледам каде е проблемот што му е даден мандатот на Никола Груевски, кога го знаеме распоредот во собранието, а дополнително прашање е како ќе се одвиваат сега преговорите за составување на влада, и дали ќе се успее во тоа или нема да се успее. Тоа е веќе дополнително прашање. Ќе зборуваме токму и за тоа. Веднаш се јавивте за реплики. Господинот Стојковски, господја Ристова, па господинот Јонус, повелете. Не сум експерт за уставно право, ама сум правник во вокација. Ама сте по образование и понатаму од образование. Ставот 2 од членот 90, оној кој што го прочитав пред малку, вели владата на предлог на мандаторот и врз основа на програмата ја избира собранието со мнозинство гласови од скупниот број пратеници. Во услови од 120 пратеници, тоа се 61 пратеник. Значи, за да го додели мандатот, председателот треба да знае, да биде уверен дека има мнозинство од 61 пратеник. 10 дена од конституирањето на собранието до доделувањето на мандатот беа рок во кој што председателот можеше да се увери во постоењето на мнозинство. Ама како да се увери? Господинот Јонус
има механизми кои што може да ги употреби, може да ги повика лидерите, може да разговара со нив, може да види дали би сакале да коалицираат со таа партија, тој можеше тоа да го направи. Извини, овие се токму тие 20 дена за преговарање за да се направи ова што вие го говорите. Овие 20 дена се за да се состави програма и овие 20 дена се за да се состави тимот. Мнозинството се утврдува уште веднаш. Според Уставот, мнозинството се утврдува уште веднаш. Ние досега не сме имале ниту една конститутивна седница на собрание на која што не бил избран председател на собранието. Ниту една. Извинете, тоа ја покажувало подготвеноста на политичките партии да стапат во коалиција, владина коалиција, да состават мнозинство кое што ќе може да ја избере владата подоцна. Ние тоа овој пат го немаме. Госпоѓо Ристова, па господин Чолс. Дека кога го читаме стриктно Уставот, треба председателот да има назнака дека оној на кој што му го доделува мандатот, лидерот на партијата, треба да има мнозинство. Значи, една партија, односно повеќе партии. Треба јасно да покаже дека има мнозинство. Но, ние имаме една, пак ќе кажам, реална ситуација. Значи, имате што пишува во Уставот и што имате како една традиција или практика. Воспоставен принцип. Не е воспоставен принцип. Значи, тесно, прецизно, кога толкуваме, тоа е така. Треба да има веќе утврдено, значи, треба да има некоја поактивна позиција на председателот предходно. Би се очекувало да влезе во разговори, да утврди со нив, дали имаат или немаат, но досега кај нас тоа се нема случано. Нити пак можевме, се согласувам со Агин, да очекуваме од нашиот сегашен председател такво нешто. И затоа за мене таа дискусија е скоро непотребна. Значи може да се одвива на ниво на експерти по уставно право, но не е практична од аспект на што понатаму. Значи нити беше изненадување, ниту пак беше, имаше, да кажеме, некои индици исклучок, но не беше ништо ново. Госпожа Јорданова, токму тоа ми е мене поентата кога велам дека играме со Иле. Значи, јас немам намера да изиграм циркузантов, дека и да на смеење ги подбивам нештата, но заклучокот е елементарен. Они, господата, соговорниците, го потврдија токму она, господата соговорници. Вашите соговорници, да. Господата соговорници токму го потврди она што јас го велам. Значи, се извинувам за употребата на зборот Иле ако некому му смета, но нема алтернативна фраза. Ке се вратам на она што преска го реков. Кога 9 години, пази, прво, самиот председател е инсталација на ВМРО. Што сакате повеќе? Кој го гласаше Хорхе? Го гласаше ВМРО, тој беше нивни човек. И тука завршува се. Прво. Второ, значи, ако ние можевме да бидеме сведоци на небулози од Монти Пајтонски карактер во текот на овие 9 години назад, сега едно обично предавање на документ за формирање влада правиме помпа. Младиот господин со апсолутна почит го направи токму она што јас преска го реков, зборуваме за формата, не за суштината. Ако се вратиме на суштината, буквално се едно е во овој момент кој ќе го имаше документот. Се додека не се испочитуваа процедурите кои ги спомна госпоѓа Јорданова и господинот. Значи проактивноста на председателот. А проактивен председател има само председателот на сите граѓани на оваа држава кој мисли добро од првиот до последниот, не декларативно. Да го спорувам и председател што даде документот. Ве молам, не, господине, сконцентрирате се што ви кажувам. Значи, треба да сте неписмен за да не разберете дека председателот во дадени моменти остава амбиент. Јас не велам дека е, не тврдам дека е, јавно не изјавувам дека е, создава амбиент, имам впечаток. Дека е марионета на ВМРО. Што сакате повеќе? Извинете, само да
Завршим со репликата па. Значи јас не велам дека председатели кои што се избрани на непоследни избори, се избрани со некое мнозинство и со поддршка на некоја партија. Меѓутоа огромна е разликата како тие ја вршат својата функција. И тука е прашањето на јачината, културата на институциите на една држава. Значи вас политика е ова на парламентарна демократија во која што вие реално морате да имате политичка поддршка. Но како партијата и личностите ќе ги издвоите од она што е државата, правото и институцијата, тоа покажува каде сте. Господине Србов, само да ве потсетам. Имавме ваква да предпоставиме ситуација 92 година. И дојдовме до кај што дојдовме. Не, сега да збориме со конкретни примери, со факти, да не збориме нешто сега, да не збориме, да не филозофираме и да вртиме одоколу. Значи, ВМРО ДПМН имаше мнозинство во парламентот, значи 38 пратеници, не вие мнозинство која мислите се мора 63. СДСМ имаше 31 пратеник, Киро Глигоров го даде мандатот на ВМРО ДПМН, ВМРО ДПМН не успеа да состави влада, да направи коалиција со албанска партија, по него си дојде СДСМ и си направи влада. Зашто ве чуди? Токму тој овој е сега период кој ќе има преговори, кој со кого ќе коалицира. Председателот има 10 дена да го даде мандатот. Тоа си стои во уставот. Го давам, значи, од другата страна пак ќе кажам, имавме ние некоја гаранција дека СДСМ ќе биде во коалиција со албанските партии или нешто така слично, па веќе да говориме за тоа. Ама ние од другата страна немаме ништо. Од СДСМ имаме дури и молк. Периодов никаде ги нема да искочат ни дали поддржуваат платформа, дали не поддржуваат платформа или што и да е, никако со никаква изјава не излегуваат и нормално се дава мандатот. Ако успеат да направат влада, ќе направат. Ако не успеат, ќе се оди како што си е редот, како што се пишува во уставот. Мислам, не можеме да толкуваме сега како ќе ни дојде токму во овој момент. Еве ви и конкретни примери од нашата блиска историја. Таа блиска историја, млад господине, не донесе до ситуација каква што не донесе. Претходното искуство на почек, дали некој ќе формира влада или не, за да се предаде на другата страна, немаше претходни искуства или историја на на икста небулозни ситуации кои акумулираа толкаво незадоволство што ја доведе државата на ниво какво што го доведе. Значи, тоа беше првото искуство. Ние после тоа веќе имаме искуства да ништо не може да не изненади. Така ли? Или грешам? Ако грешам, кажете ми дека грешам. Ние во овој момент се соочуваме со еден амбиент опозицијски, дека треба да стигнеме режим, а не дека некому треба да дадеме право да формира или да не формира влада. Од тука тргнувам и велам се едно е кој ќе го има мандатот во овој момент. Ама тоа го размислуваат за смендување режим оние луѓе кои си гласаа за Социјалдемократскиот сојуз. Од друга страна имате 455.000 кои гласаа за ВМРО ДПМН. Тоа е една четвртина од населението. Каде се другите 3/4? А вие другите 6.000 гласови сте еден од тие што ги ставате сите во еден кош контра ВМРО ДПМН. Зарем некој ако гласал за трета партија гласал против? Во ред, тогаш немојте да ми зборите за некој мултиетницизам, што не е тема на разговор. Ако имате коалиција со 25 други останати партии, етнички групи и така натаму, кои не бројат повеќе од една киносала повеќе. Немојте, ве молам. Немојте, никој не е будала. Од киносала не бројат, сака да кажете за етничките заедници? Не, ја многу добро знам што зборам и ти многу добро знаеш што зборам. Значи, продолжи па после ќе зборам. Но од една страна немаме, значи ниту во Социјалдемократскиот сојуз немаме ни албанска партија која е во коалиција. Од том потом ќе дојдеме на тоа прашање. Во ред. Ќе почнам сега со господинот Стојковски. Зборуваме, господинот Јонус смета дека зборуваме за форма наместо за суштина. Апсолутно. Господинот Србов вели дека да, 51 пратеник, зошто да се чудиме, исто и констатиравте вие, впрочем, зошто да се чудиме дека председателот Иванов го дал мандатот на Груевски. Тогаш, еве господине Стојковски, од вас ќе почнам. Што е толку спорно што Груевски го доби мандатот? ВМРО освои 51 пратеник. Се согласуваме дека барем во тој дел законите се
Ние до сега зборувавме за тоа дека ништо не смее да ни изненади. Иако да се разбереме, ќе бидеме изненадени колку работи можат да смислат некои луѓе што ќе не изненадат. Браво. Токму тоа ми е поентата. You'll be surprised how much you can be surprised. Ама зошто би било изненадени колку можете. Зошто да не биде Груевски? Зошто? Затоа што вака да го поставам прашањето. You'll be surprised how much you can be surprised. Свака част. Објаснување. Го прочита Андреја членот на почеток. Значи председателот му го дава мандатот на председателот беше на партијата, лидерот на партијата. Го дава мандатот на партијата. На кандидат на партијата, кандидат на партијата, односно партиите кои имаат мнозинство во парламентот. Затоа го преформулирав прашањето. Мнозинство. Затоа го преформулирав прашањето. Зошто е спорно Никола Груевски? Овде е само спорно во моментов дека не мнозинство значи 61 во случајов. Не е најголем број пратеници, значи формулацијата е не најголем број пратеници, туку мнозинство. Единственото спорно во овој случај сега е што немате утврдено видливо мнозинство. Значи тоа во овој момент го нема. Констатиравме тоа. Затоа прашувам, мислам дека секоја следна расправа би било околу ова. Затоа го преформулирав прашањето. Зошто Никола Груевски не треба да биде мандатар на оваа влада, бидејќи ако можам добро да разбирам, вие сметате дека не треба тој да го добие мандат. Не, јас сметам дека председателот требаше да биде активен председател. Да се разбереме, ни одамна не сме имале таков. Требаше да биде активен председател кој што ќе ги искористеше тие 10 дена за консултации со политичките лидери. Тој требаше да додели мандат дури во оној момент кога ќе биде осигурен дека такво мнозинство постои. Значи, ако имавме, да предпоставиме дека имавме политички партии кои што ќе речеа, окей, ние би коалицирале со ВМРО ДПМНЕ, ама не би коалицирале не би влегле во влада во која што ќе седат Никола Груевски, Никола Тодоров, Никола Поповски, не знам уше кој. Сега ова е веќе многу големо карикирање, ама еве, да речеме дека е така. Ги ставаме сите опции на маса. Може би, ВМРО ДПМНЕ ќе успееше да се ослободи себе си и ќе дадеше предлог некој петти, кој што ќе беше прифатлив. Може би така ќе успееше председателот да утврди дека постои мнозинство. Кандидат на партијата, да се разбереме, кога беше мандатар Петар Гошев, тој беше председател на СКМ-ПДП, Бранко Црвенковски дури подоцна стана председател на СКМ-ПДП. Значи можело да биде и некој друг мандатар. Се јавивте за реплика, госпоѓо Ристова, или да преминеме? Да преминеме на следното. Во ред. Не, ќе барам одговор од сите вас. Зошто е спорно мандатар за составување на оваа влада да биде Никола Груевски? Па најголемиот дел од нештото е што сакав да ги кажам, веќе ги кажа претходниот говорник. Иако легитимноста, правото на председателот да постапува како што постапува е неоспорлива од аспект на негово право. Ми се допадна тоа што го кажа, што се сопаѓа со моето претходно искажано. You will be surprised how much you can be surprised. Само да преведеме да не разберат сите гледачи. Ќе бидеш изненаден колку би можел да бидеш изненаден. Видете, имам впечаток дека вие мислите, дека вашиот став е дека не треба мандатар да биде Груевски. Затоа ве прашувам, зошто е спорно мандатар да биде Груевски? Ајде, за да преидеме на поинакви прашања, јас ќе се согласам. Треба да биде и алал да му е. Повелете, поставувајте други прашања. Господине Србов, повелете. Од мене алал му е. Очигледно имате различно мислење од вашите соговорници или ако не... Апсолутно мислам дека треба да биде мандатар. Никола Груевски си беше и на носител на листа, председател на политичката партија која освои најмногу гласови на претходните парламентарни избори. Се држиме до бројките, не да толкуваме слободно кој како мисли. И сметам дека навистина тој е човекот кој треба да биде всушност мандатарот. Се друго ќе биде покажување на волјата на граѓаните на Република Македонија. Ако ние имавме опција дека Социјалдемократскиот сојуз оди во коалиција со сите останати партии, тогаш е веќе друго прашање, значи пред да го даде мандатот.
Ама сега во овој момент кога буквално никој ништо не кажува по ова прашање, мандатот си го добива, бидејќи уште се тапкаме околу тоа прашање, мандатот си го добива човекот кој има освоено најмногу гласови, тој е претседател на политичката партија, си беше носител на листа, граѓаните гласаа за него и јас друга логика навистина не гледам. Се јавивте за реплика господин Јунус, па господинот Стојковски. Да се прекине со употреба на синтагмата волјата на граѓаните. Волјата на 450.000 граѓани кои гласале за ВМРО. Волјата на граѓаните кои гласале за ова констелација е неточна фраза. 450.000 жители од избирачки список од 1.780.000 и нешто беа, се еден број верзус 1.300.000 и нешто илјади. Дали е тоа волјата на граѓаните? Јас сум граѓанин. Госпоѓата е граѓанин, госпоѓата и господинот се граѓани. Таа фраза популистичка волјата на граѓаните, тоа е за употреба негде каде што некој гледа и вика јама е паметен овој. Ве молам, престанете со фразата волјата на граѓаните. Еве јас сум граѓанин. So what? Не е моја. Ама добро, кажете тогаш која, ако не е таа волјата, која волја? Ќе видиме која. Употребата теја фразеологијата на артефактите на терен. Артефактите велат цифри. Моја кои фрази ќе ги потребувам, ве молам. Ќе оставиме за после кој што мисли како е најдобро решение. Создава забуна. Не е популизам. Јер ние испаѓаме будали овде, дека дозволете. Не сакаме си го да направам будала, напротив, ти го гледам, сакате вие мене да ме направите будала. Момент, мора да ти кажам. Се гледаме, се слушаме, гледа народ. Имам одговор на тоа. Значи вака, ако некој настапува со фраза волјата на народот, таква генерализација, таков популистички призвук на употребена фраза создава забуна. Испаѓа дека се останато што не се согласува се наоѓа како што барам јас овде, јас дали сум народ? Апсолутно не, имавме слободни, демократски и прогласени од сите регуларни избори. На кој што волјата на граѓаните на кој што мнозинството гласаа за ВМРО ДПМН. Која бројка? За ВМРО ДПМН. После ВМРО ДПМН следеше Социјалдемократскиот сојуз, па после следеа останатите партии. Се јави за реплика. Контра ВМРО ДПМН да ги земате сите други гласови кои се слеа и во ДУИ, и во БЕСА, и во ДПА, и во Алијансата. Господине Стојковски, зборуваме за плуралистичко општество, зборуваме. Не зборуваме ние сега црно или бело за овој си или за оној си. Луѓе си гласале за ДУИ. Тогаш нека повели Никола Груевски и нека стане премиер со 51 пратеник сам. Ако е волјата на граѓаните. Не е волјата на граѓаните во 51 пратеник. Волјата на граѓаните е во 61 пратеник кои што ќе гарантираат мнозинство во парламентот. Сега следат преговори. Прво треба да имаме мнозинство и прво Никола Груевски треба да покаже мнозинство, односно ВМРО ДПМН треба да покаже мнозинство од минимум 61 пратеник за да може да зборуваме за волјата на граѓаните. Јас сум убеден сум дека оние што гласале за ДУИ сакаат да го видат Али Ахмети како премиер на владата. Оние што гласале за СДСМ сакаат да го видат Зоран Заев за премиер на владата и така натака. Секој од овие политички лидери, бидејќи биле носители на листи, бидејќи истрчале на избори, дури и бидејќи се дел од активен политички живот, имаат право да бидат премиер на оваа држава. Ако ДУИ излезе и биде мангуп доволно и рече ние ќе се сложиме да имаме коалиција и влада со онаа политичка партија која што ќе го прифати Абдулменав Беџети за премиер на владата. Тој не истрчал на избори, не бил дел од ниту една партиска листа, меѓутоа тоа може да се случи и тој може да биде ако гарантира за него, ако зад него застанат 61 пратеник. Тоа е мнозинство. 51 пратеник, нека повели, нека стане премиер. Госпоѓо Ристова, се јавивте за реплика, повелете. Многу едноставно, значи има една замена на тези мнозинство, значи буквално математички 50% плюс 1. Или имаме народ, нешто. Токму сега се наоѓаме во таа ситуација кога се создава тоа над 61. Другото е најголем број на освоени пратенички места. Господи Јорданова, а во Македонија едно е народ, а друго е опозиција. Ни тоа не е доста. Опозицијата се ремне народ. Значи во Македонија и 67 да имаше 61 ВМРО, не беа доста за да формира влада. Значи има традиција на
Коалицирање меѓуетничко. Ама и тоа не е доста. Пошто и да има пак таква коалиција, треба да има и некоја релација со опозиција. Особено сега кога треба да се надмине криза. И ние џабе си го правиме муаветов. Значи треба да се зборува за некои други концепти и опции. Мислам, некако тапкаме во место. Еве нека бидат 61 ВМРО и други. Али Ахмети се нема појавено на седница на собраниот како е пратеник воопшто. Беше на конститутивната? Беше доволно, нели? И ќе се појави сигурно уште еднашка, односно би се појавил сигурно уште еднашка ако направат влада за да гласа за владата. Што значи тоа што со 60 пратеници? Која е таа влада која што ќе успее да истерука барем некаква реформа или барем некаква активност владина во собрание со 60 пратеници? Токму тоа се обидуваме да најдеме одговор на тоа прашање. Доискажете се, госпоѓо Јористова, па ќе... Колку беше за преска? Ние може да имаме влада со 60, ние може да имаме и малцинска влада. Можеме, ама ако имаме некои сосема други релации овде, а не став, ние сме тие победниците, не разговараме, не отвораме диалог и одиме понатаму. За жал, она што го имаме во моментот е тој дискурс. Она што беше некакво очекување по ваков резултат од изборите и од македонската јавност, сега да не зборуваме мнозинството од македонската јавност, меѓутоа реално мнозинството од гласачите и од странската јавност, ова го нагласувам затоа што сме викнати како такви експерти, не дека го мислам клучно, работата е во тоа што очекувањата беа да имаме еден нов дискурс, значи нов диалог, да има промена во досегашниот начин на однесување на власта. Она што ние го гледаме сега, од начинот на кој што се формира, на кој што се дава мандатот, на кој што се почнуваат преговорите, на кој што понатаму се одвиваат работите, е истиот стар стил. Значи, нема ништо ново што се очекуваше поради различниот исход на изборите. Боре, ќе почнам сега со сакате да се доискажете? Да, сакав да повелете. Но само една работа за која што не се сложувам целосно со Малинка. Моментот на волјата на меѓународната заедница. Прво, тоа е сосема настрана во целава приказна и не би требало да биде основата на која што ќе продолжиме да дискутираме барем не во државава и за државните работи. Ние можеме овдека да зборуваме и за тоа. Втората работа е дека јас досега во сите мои комуникации со сите од меѓународната заедница со кои што комуницирам, не успеав да забележам дека некој од нив турка голема коалиција помеѓу 4 партии, помеѓу 2 македонски партии и албански партнери, помеѓу повеќе политички субјекти во државава, освен голема коалиција која што ќе гарантира продолжување на работата на специјалното јавно обвинителство, враќање на владењето на правото во државава. Во вакви услови, таквото мнозинство не го инволвира ВМРО-ДПМН. Кога ВМРО-ДПМН ќе се ослободи од стегите кои што му се наметнати и на него и на државата, тогаш можеби ќе биде инволвиран. Овој сет прашање го почнувам со вас, господине Србов. Ајде да свртиме работата поинаку. Констатиравме дека не е спорно според закон, председателот има право да го прави тоа што го прави, го направи, чекаме периодот да помине законскиот рок, да видиме што ќе направи Груевски. Ајде да свртиме обратно работата во ваква констелација на односи, каде што еве се објаснуваме веќе половина и повеќе час и секој ден се дебатира за тоа дали било мнозинство, какво мнозинство, дали ќе биде ваква влада, таква влада или онаква влада подобра за оваа земја. Зошто е спорно со 49 пратеници влада да состави СДСМ со уверение дека ќе направи мнозинство? Вие велите, да, ама сега се договара тоа мнозинство. Зошто би било спорно СДСМ да не покаже дека може да направи такво мнозинство? Општеството е во преголема, значи, осетена страна на политичката криза, општеството, граѓаните се влезени во голема криза и во голема поделба. Ние мораме да ставиме, значи, крај на ово што се случува помеѓу граѓаните на Република Македонија. Во дискурсот имате пизма, како до сега
немаме во нашата најблиска историја или од осамостојувањето на Република Македонија. Јас сметам, доколку се дадеше мандатот на Социјалдемократскиот сојуз, кој освои 49 пратеници, таа политичка криза ќе достигнеше еден максимум, бидејќи се погазува се она што претходно ние сме го граделе и сме го правеле во оваа држава. Затоа реков, и во преговорите ќе видиме како ќе одат. Никола Груевски и ВМРО ДПМН излегува со став дека нема да прават влада по секоја цена. Нема да ги прифатат сите барања на ДУИ. Затоа треба да сочекаме, да видиме како ќе се одвиваат преговорите. Ако состават влада, окей. Ако не состават влада, ќе видиме... Ако не состават влада, што ќе фали ако мандатот биде даден на Зоран Заев? Ако мандатот биде на Зоран Заев, биде даден, ќе се погази еден принцип кој претходно го имаме, најгласен беше токму ДУИ. Затоа влезе и во мајскиот договор дека победникот од македонските партии, бидејќи нели сме така поделени од македонските партии. Праксата е направила така политика. Така е направила праксата и од албанските партии да составуваат идната влада на Република Македонија. И сега ДУИ со оваа платформа си прави стартна позиција за преговори. Значи преговори сите знаеме како се одвиваат, се крева летвичката до максимум. Затоа ако сакате ќе дебатираме и додатно околу таа платформа како Али Ахмети се правда пред своите гласачи преку таа платформа и ќе видиме до што сето тоа ќе доведе. Да го завршиме само овој сет прашање, ќе одиме со еден прилог токму за тоа, па ќе се вратиме на таа тема. Се јавивте за реплика, повелете па господја Христова. Доколку ВМРО, пазите, не се работи тука за принципи, платформата на албанската страна во овој момент е чист рефлекс. Ова го имам и претходно речено и ќе го повторам. Е рефлекс на реториката која претходеше на сето ова. Тоа е прво. Второ, ако приметувате и ако бидеме доволно искрени, еден од ударните, да не кажем најударната точка на незадоволството на народот беше доста криминал, доста јадење на државата и долу со сето она што се работи недомакински. Во смисла, чите измеѓу редови, доста крадење. Сега, албанската платформа, барањата на ДУИ, јас не сум адвокат на ДУИ, како што некој сака да го представува, ќе се обидам да зборам со јазикот на елементарната логика. Они инсистираат на СЈО. Ајде заборавете, хипотетички, дека постојат албанци у Македонија. Замислите дека албанци сме ги селили, отишли у Монголија. И само македонци останале тука. Што правиме со тоа што опозицијата инсистира на СЈО? А ВМРО не ќе ни да чуе. Дајте ми одговор. Ве молам, за тоа ќе зборуваме веднаш кога ќе го слушнеме прилогот. Што ќе следи? Ве молам, не, ќе го запамтиме, тоа ми е работа да внимавам на секој детал во таа смисла. Многу суштинско прашање. За секој, бидете сигурни дека ќе разговараме за тоа. Следи веднаш после овој сет прашања. Ве молам, кажете ми што мислите вие, што ако не успева ВМРО да формира влада, ќе треба мандат да се даде на друга партија, предпоставките се ако не бидеме изненадени како што зборувате вие, што ќе се случи ако Зоран Заев добие мандат? Ако одлучивме да дадеме мандат, односно ако председателот одлучи да го даде мандатот на човек кој што излегува со 51 подпис зад себе како мнозинство, тогаш зошто не би го додарил мандатот на човек кој што зад себе има 49 подписи како мнозинство, па ќе му даеме шанса повторно 20 дена да преговара за некаква платформа, владина платформа во случајов, и да видиме дали ќе успеат да се остават. Јас не гледам зошто би било тоа проблем ако при тоа сите политички партии во државава, со исклучок на ВМРО ДПМН, зборуваа за владење на право, за одговорност и за враќање на правната држава, за независноста на судството. Сите до една. И за продолжетокот на животот на СЈО. Тоа го мислев. Сите го кажаа тоа. Платформата на сите албански политички партии, господинот Јонус многу боја кажа,
контранационализам на национализмот на Груевски во текот на изборната кампања, заклучно со оној говорот пред ДИК 2 дена или колку дена веќе беше по завршувањето на изборите по 11 декември, контранационализам на национализмот и суштествените барања кои што се однесуваат токму на продолжување на работата на СЈО. Разберете, нема ЕУ, нема НАТО, ако нема СЈО, ако нема одговорност во оваа држава, никој повеќе не презема одговорност за ништо, се однесува како да, впрочем, не е тоа негова работа. Сака да го јаде лебот на бенефитот, еве, Трајко Велјановски го видов завчера или кога веќе беше на ручек како председател на собранието, кај поглаварот на МПЦ, на неговиот именден, во кое својство? Сака да го користат бенефитот, ама не сака да бидат одговорни за позицијата која што има. Се јавивте за реплика, поведете госпоѓа Ристова, па одиме за она што го начина господинот Јонус. Дали можеме да најдеме еден пример каде во кампањата Никола Груевски користел националистички или шовинистичка реторика против албанците? Кантонизација и федерализација. Чекај малце. Зарем може да се искажам? Може ли да се искажам? Доискажете се, госпоѓа Ристова, одиме на според вас, ако јас како Никола Мислам, тоа беше... Ама може ли да се искажам, за да не одиме како на овакво. Ако јас како Никола Србов сум против редефинирање на мојата држава, тоа значи дека сум против албанците? Одговорете ми, ве молам. Тоа ќе го направиме како... Ве молам. Ако јас сум против кантонизација на мојата држава, тоа значи дека сум против албанците? Ајде да испоштуваме прво водителката. Токму ова ќе го зборуваме, само да го слушнеме одговорот на госпоѓа Ристова. Тоа беше впрочем следниот се прашање. Видете, многу се подметнува. Сега, од едната страна имате вие нудење, тоа е запишано во програмата на Социјалдемократскиот сојуз. Значи треба, јас ги читам сите програми од сите политички партии, па и од албанските партии. Ги читам програмите. Тоа беше запишано и во програмата на Социјалдемократскиот сојуз. Ги видовме изјавите на господинот Зоран Заев дека треба да се врши децентрализација во државата, на општините. Тоа е обврска пред човек од 2005 година со законот за локална самоуправа е обврска. Да се спроведува двојазичност на цела територија на Република Македонија. И од другата страна, ВМРО ДПМН излегува и вика дека не се согласува со тоа, и ако ти не се согласуваш со тоа, за да се редефинира твојата држава, тоа значи дека ти си бил против албанците. Тоа е шизофрено. Само да го слушнеме ставот на госпоѓа Ристова и ќе зборуваме за тоа. Тоа шизофрено значи дека е шизофрена цело минато од која година се заедно? 2011. Да, 2008. Значи шизофренова се заедно претходно заедно беа. Мислам, ние зборуваме дека сега како овие концепти да падна од небо. Кантонизација, федерализација се ставија на дневен ред. Имаме многу конкретна политичка ситуација. Значи имаме политички партии што многу добро ги знаеме, што биле заедно на власт. Па слушавме, абе шиптарите, абе циганите за уши. Друге. Ама не е само што се паја, значи не можеме ние сега да се правиме на Марс дека сме. Не сме на Марс. Реалност е ова и нема што да бегаме тука. Значи може што мислите што ќе се случи заедно? Ако се враќам на крај мандатот. Ако тргнале така да го спроведуваат уставот, дека ќе одат по тоа да го дадат мандатот на тој кој што има најголем број пратеници на собранието, без да утврдат дали има мнозинство, тогаш е логично да си одат по ред. 51, 49, 30 и така надаму. 5. Ако веќе не се спроведува уставот така како што треба, па да има поактивна улога председателот, консултации да го даде мандатот на оној кој што ќе покаже дека има мнозинство во собранието, односно дека ќе биде изгласена таа влада. Но затоа конкретно значи, ве прашувам. Тука многу конкретно за мандатот доколку го добие Заев. Треба, не треба, ќе биде подобро, нема ќе обезбеди мнозинство или не? Не, значи нема тука. Не знаеме дали ќе обезбеди мнозинство СДСМ. Значи ајде искажете се, ве молам да се доискаже госпоѓа Ристова. Тоа во овој редослед на настани како што тргнало е следниот логичен чекор доколку не формира Груевски влада. Ама немаме гаранција нити од Заев дека ќе има мнозинство.
Па нема, кој што нема ни од Груевски. Затоа викам, логиката како што тргнала сега е таа. Во ред. Ве молам кусо одиме на она што веќе го начинавте самите вие. Шизофрено е да зборувате, да употребувате националистичка риторика за време на изборната кампања и после тоа да се вратите и да очекувате дека ќе тој етникум кој што го сатанизирате во текот на изборната кампања ќе дојде и ќе биде дел од вашата владина коалиција. Вториот момент е, ете ми летна мислата. Ке се вратиме. Која беше националистичката риторика, никој не ми даде одговор. Зборуваме за тоа. Еве, какво, значи, Заев, дал ќе го добие мандатот или нема да го добие мандатот? Изборите не се спроведуваат за онаа партија која што има освоено најголем број на пратеници да формира влада по секоја цена. Изборите се спроведуваат за да функционираат институциите на системот базирани на волјата на сите граѓани во државата, не на волјата на граѓаните кои што гласале за партијата која што има најголем број на пратеници. Сетете се на Мечијар во Словачка, тој имаше најголем број пратеници во парламентот, па не формираше влада, не успеа да состави мнозинство. Во ред. Господи Јористо, се јавивте па го исклучивте. Во ред. Веднаш. На националисти. Да, сега, само да го погледнеме прилогот, ќе ја замолам режијата да го погледнеме прилогот на колегата Фуркан Сали околу новините или пораките што се ги праќаат до ВМРО ДПМН, па се враќаме да го искоментираме и овој дел од нашата политичка реалност. ВМРО ДПМН нема да преговара за двојазичност на цела територија на државата и за продолжување на мандатот на специјалното јавно обвинителство. Според оваа партија, специјалното обвинителство е само алатка која го деградира суверенитетот и независноста на Македонија. Отаму вела дека ќе стојат на овој став без разлика кој со кого ќе ја формира идната влада. Ваквата реакција на ВМРО ДПМН доаѓа по состанокот со претседателството на ДУИ одржан вчера во Мала Речица. Независно на исходот околу составување влада во следниот период, независно дали ќе се формира нова влада и кој ќе ја формира, што и да се случи, ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија нема да преговара ниту пак ќе дозволи промена на уставниот поредок со цел двојазичност на целата територија и продолжување на мандатот на СЈО. Сепак, од Демократската унија за интеграција ги повикуваат политичките партии со историска одговорност да им приоѓаат на процесите со кои се соочува државата, а одлуките да бидат рационални и без емоции. Инаку на вчерашниот состанок на претседателството на ДУИ беше донесена одлука за поставување на црвена линија во преговорите за составување на нова влада со било која партија од македонскиот политички блок. Башкими демократик për integrim përcakton si çështje pa negociuar. Според ДУИ прашања за кои не може да се преговара со еднаквата употреба на албанскиот јазик, интеграцијата во НАТО, интеграцијата во Европската унија, продолжување на мандатот на СЈО со цел разјаснување на сите сомнежи кои произлегуваат од мега скандалот со прислушуваните разговори. Сепак раководството на ДУИ се уште не одлучило кога и со кого ќе ги започне преговорите. Вчерашната средба на централната власт на ДУИ беше прва од овој вид по изборите на 11 декември. Портпаролот на партијата Бујар Османи изјави дека ДУИ ќе го искористи уставниот рок за консултации и допрва ќе одлучат кој ќе биде наредниот чекор на партијата. Од друга страна, од РДПА вела дека ќе поддржат било кој закон што ќе произлезе од заедничката платформа на албанските политички партии. Ние ќе ги поддржуваме сите закони од заедничката платформа, без разлика која политичка комбинација ќе биде на власт. Од движењето БЕСА вела дека нема потреба да дискутираат за одлуките на другите партии. Движењето БЕСА за своите одлуки одлучува самостојно и не е дел од ниту една одлука на другите политички партии, ни помалку од тоа ако се работи за одлуки кои се на штета на албанците во Македонија и што ги ослабуваат нивните преговарачки позиции спроти македонскиот блок, ниту сме разговарале, ниту ќе зборуваме со нив за ова прашање. Додека другите партии јасно ги нагласуваат своите ставови, пред почетокот на преговорите за новата влада во СДСМ се уште молчат во врска со платформата на албанските политички партии. ТВ21 веќе 5 дена чека одговор од оваа партија и СДСМ дали за нив е прифатлива оваа платформа.
Тоа беше прилогот на колегата Фуркан Салиу. Еве, овој круг го почуваме токму со вас, господин Јунус, така и некако ни се нареди коцките. Онде, таму каде што застанавте, повелете вашиот став, па ќе свршиме кругот. Велат дека комуникацијата е квалитетна во тој момент кога соговорниците умеат да постават вистински прашања, затоа што одговорите може да бидат кратки, општи и така натаму. Значи, јас ќе се обидам да ги поставам вистинските прашања за да дам до вистинскиот одговор. Апропо употребата на говорот на омраза, на националистички конотации и така натаму и така натаму. Видете, треба да се биде навистина слеп и треба да се има навистина кусо паметење за да не се признае дека внатре македонско да тргнеме, не да идеме интеретнички. Внатре македонски се изгради еден амбиент на антагонизам по принципот на патриоти, велепредавници, луѓе што ја сакаат државата и народот и луѓе кои се отпадници. Самиот елемент на внатрешниот антагонизам во македонски рамки, или барем не албански, подобро речено, создаде една смешна ситуација во која што на улица луѓето сика, кај си бе предавник? И другите му викаа, здраво, јас сум патриота, а ти си предавник си ти. Само затоа што не размислува на начин и стил, како што му е инсталиран, апропо барокот, апропо антиквизацијата, апропо една нова современа историја која сакаме да инсталираме, за која ни се смее буквално цел свет. Сега, апропо интеретничкиот говор на омраза. Јас еднаш кога спомнав нешто што веројатно ќе биде повторување, меѓутоа е најадекватен пример. Амбиентот на одржувањето на митинзите на ВМРО со тврд демохристијански амбиент. Добро. Што ви говори? Дека тука нема место за никого. Освен. Не се смешкајте. Немојте, молам, демохристијанската идеологија да ја споредувате сега за етничко, мислам, нема спојливи точки, молам. Многу добро знам што. На ниедни митинзи не се збори против албанци. Ќе го добиете правиот одговор. Ајде, окей, кажете. Јас, како албанец, добро. Јас не сум по професија албанец. Фигуративно зборам. Не сум космополита од невидени рамки. Окей. И значи, некој другар, друг, трет, четврт, во таков амбиент, се осеќа како прасе у Техеран. Тоа сум го кажал и друг пат. Додека амбиентот кој го имаше опозицијата беше платформа, широко поле на everybody's welcome. Everybody's on board. Добре дојдени да преведуваме, ве молам. Значи, не треба некому да му црташ дека си националист, за да го почувствува тоа. Народот веќе не е ни глуп, ни неинформиран, а во време на интернет и на мас информации, многу нешта не мора да се веќе голо, транспарентно нацртани за да се бидат почувствувани. Да не навлегуваме во риториката на тврдите, окорелите поддржувачи на таа партија, чија риторика можете да ја проверите на Facebook, на посебни сајтови. Тога има и вамо и таму. Да бидеме реални. Значи не е само да има таму, само не сте свесни. Ворете и само поготово сега овој период, знаете, сега знаете, топки па сега више кога сакаме да мериме. Не сте во право. Таму ги има многу повеќе. Употреби една многу добра фраза. Рече контранационализам на национализам. И тука се е речено за паметни луѓе. Контранационализам на национализам. И на крајот, до каде доаѓаме? Доаѓаме до една небулозна ситуација, во која ние ќе може да имаме овде уште 550 дебати, се додека не го поставиме вистинското едно прашање од 99 небулозни, на кои што трошиме време. И остана само едно прашање. Дали ние сериозно имаме намера да градиме европска држава? 2005 година бев, со гордост го кажувам тоа, член на делегацијата која го предаде прашалникот официјално во Брисел, во Советот на Европа и така натаму, и госпоѓата Малинка, мислам дека беше тогаш, Јордановска, така? Вие тоаш бевте во секторот за европска интеграција, или бевте портпарол на владата? Тој момент сите живеевме во еден амбиент
во предпоставки и во сништа дека денеска 2016 година ние со една нога ќе бидеме во Европа. Ние отидовме назад in the dark middle age, на англиски, во средниот темен век. Зошто? Затоа што се уште не се испазаривме. Дали ова земја му припаѓа само на ВМРО или на се останато? Демантирајте ме. Кога почна... Дали имате реплика или да го свртиме кругот? Имам допълнување на дискусијата на допълнете го, па ви се јавивте за реплика. 2000 година на последната рунда преговори за спогодбата за стабилизација и асоциација седев на задната маса зад преговарачкиот тим. Тогаш само што почнав со работа, бев таму можеби месец дена или 40 на дена, бев на таа последна рунда преговори. Денеска, после 16 полни години, очекував дека минимум ќе бидеме, ако не веќе на едно председателство во ЕУ, близу до првото председателство во ЕУ, после 16 години. За перцепцијата кога зборуваме. Досега Груевски никогаш не излегол и не кажал дека ВМРО ДПМН ја гледа Македонија како држава која што својата алијанса ќе создава со Русија и со Србија и светото православие. Таа риторика кај него никогаш не сме ја слушнале. Официјално од него не сме ја слушнале. Тој е секогаш про ЕУ. Меѓутоа, ајде да се потсетиме каква иконографија имаше на собирот контра протестот на 18 мај 2015 година. Српски, руски знамиња, икони и големи крстови. Светото православие. И што ти кажа? Светото православие. Во држава во која што да, има мнозинство православни, ама за жал живеат и некои други. За жал на ова мнозинство православни кои што мисли дека може би... За среќа, веројатно не за жал. Па на нивна жал затоа што они мислат дека треба да бидат само они. Се јавивте за реплика, повелете, па господја Ристова. Повелете. Господинот ги нарече сите што учествувале на митинзите на ВМРО прасиња, не знам, во Техеран или како го кажавте. Ја има снимак од оваа емисија. Реков дека јас и некој како јас во таков амбиент би се чувствувал како прасе во Техеран. Добро. Има снимак, не импутирајте. Океј, и се извинувам ако е тоа така, има снимка, ќе видим. Сконцентрирайте се. Бидејќи сконцентриран сум доволно. Бидејќи ви зборувате за помнење, кратко помнење и така натаму. Еве за помнењето ќе ви кажам кога збориме за национализмот, кој 92 го запали Битпазар за една кутија петарди? ВМРО, ДПМН или СДСМ? Не го чув прашањето добро. Кој во 92 година го запали Битпазар за една кутија петарди и спотепа не знам колку албанци таму? ВМРО, ДПМН или СДСМ? Тој на кого му бил потребен неред во тој момент, момче? Абе збориме сега значи да збориме за факти, не ми зборите за перцепција. Кој во Гостивар за едно албанско знаме кренато однесе цела полиција да убива албанци? ВМРО, ДПМН или власта после тоа? И кој е 10 години опозиција во државата? Дека имаме нови кадри, комплетно е сменета во Социјалдемократскиот съюз. Кој нарача хеликоптери да се пука по Балтепе у Тетово? За време на ВМРО ДПМН. За време на ВМРО ДПМН. Да? Првата влада 98-2002 година албанците официјално допред да пукне војната, конфликтот, албанците за прв пат почнаа во уставот написмено да се средува оваа држава како што треба сите граѓани да имаат еднакви права. За жал тоа беше прекинато со воениот конфликт. Секој владење на Социјалдемократскиот сојуз, албанците биле тепани, убивани. Тоа го немате во ниту едно владење на ВМРО ДПМН. ВМРО како организација, по некоја случајност по вокација сум историчар, можам да ви го тврдам и со факти, и со аргументи, со што сакате. ВМРО како организација и како символ која носи оваа политичка партија, апсолутно во ниту еден период од нејзиното функционирање никогаш немало конфликт со албанци. Немојте да ја поистоветувате ДПМН со ВМРО. Ве молам. Немојте. Значи, ако може да се доискажам. Повелете? Апсолутно. Никогаш немало конфликт со албанците, туку напротив, имало соработка. Ако не сакате да одите толку далеко за Македонската револуционерна организација, земете ги тогаш организациите со префикс ВМРО, кои се составани за време, кои функционирале на територија на Македонија за време на Југославија, бидејќи тие луѓе полосно се влеа во ВМРО ДПМН,
земете ги барем само ние. Господине Србов, во 2001 година конфликтот во Македонија започна во Танушевци, оваа година 2016 година, тоест на изборите 11 декември во Танушевци СДСМ имаше најголем број на гласови. Зошто ветуваше тоа што го ветуваше? Крај. Зошто ветуваше тоа што го ветуваше живот во државава. Живот во државата. Значи гледате сега во каква ситуација. Ајде доискажете се, па госпоѓа Ристова чека. Ако јас се спротивставам на тоа дека не сакам да се редефинира мојата држава, јас не ги сакам албанците. А ВМРО ДПМН најдете едно нешто кога албанците биле погазувани или малтретирани во нивно време. А ако сакате историски да се навраќаме, колку сакате, за мене тоа не е проблем, на мој терен сте. И јас сум историски доста подготвен во читање, ако ништо друго. Ке мора уште еден сет прашање, имаме, ве молам да побрзаме. Реторичко прашање. Ајде да збориме лексички да ги видиме нештата. Значи, јас македонски зборам исто како вие, да не кажам подобро. Господја Ристова чека само да ве. Редефинирањето што подразбира? Да седнеме и да видиме кај сме, што сме. Едно е редефинирање, друго е деструктивно, значи растурање. Редефинирањето подразбира низа активности кои што треба да ги адаптираат нештата нефункционални во функционална смисла и во функционален правец. За да нештата функционираат онака како што треба, треба да се има таргет, треба да се има гол. Таргетот кој е? Здрава држава. Ако ние сакаме да имаме здрава држава, треба да имаме разум. Разумот го трошиме на наши и ваши. Едно. Второ, фала Богу што постојат албанците, за да има уопште причина да се бара зашто ние тапкаме уместо, што е најголемата трагедија. Не лошиме таков печаток. Че тоа не можеш да ме разумеш 4 дена збориш. Ве молам. Значи, чека госпоѓа Ристова се јавила дека заради албанците сме имале навистина не ми е јасно. А пази, народов е незадоволен од начинот на функционирање и криминал. Никој не е незадоволен од ВМРО. Лично јас, Агим Јонус, изјавувам дека меѓу ВМРО-овците познавам прекрасни луѓе со кои што денеска би станал кум, брат, дома да ми дојде. Меѓутоа, зборуваме за еден естаблишмент, зборуваме за еден модел нефункционален, кој што доведе ситуација оваква каква што е, да денеска ние и после толку години од предавањето на прашалникот во Брисел, се уште скокаме уместо, играме без музика. Ве молам, госпоѓа Ристова, господин Стојковски, па после ќе може... сите ВМРО-овци. Преска го говоревте тоа дека таму имало таков дискурс против албанците се создавало и дека се вееле руски знамиња. Поверете, госпоѓа Ристова. Ајде нека се доискажат што се јаве за реплика, па ќе може да... Всушност бидеше во кампањата, ВМРО е финсо. Еве, госпоѓа Ристова, еве вака да го поставим ова прашање. Значи, Дуи вели, нема отстапување од црвените линии што ги договорија сите за албански партии заедно. ВМРО вели, нема да преговараме ако се збори за двојазичност и за СЈО. Па ова беше од денеска што го погледнавме. Ве молам, еве искажете се вие, господино Стојковски, па ќе сублимира господино Србов. Повелете. Ама кое се прашањето? Значи вака, вие се јавивте за реплика, дали реплицирате, прво ве прашувам? Па прво беше прашањето репликата, значи мислам прво тоа што се надевав дека нема да се случи, инаку мислам дека јас не сум тука за таа дебата, е да не се враќаме многу на историја назад. Ама некако се враќаме назад и мислам дека се кажа некои работи кои што не треба да се толерираат. Многу лесно е да се каже овие убиваа. Тоа не е патриотски. Значи не е патриотски вие да кажете оние другите убиваа. Извинете, не можам не е патриотски. Не можам значи, да оправдам убивање на човек бидејќи развел знаме. Тоа се случуваше. Јас тоа не го оправдувам. Дали ме разбирате за што говорам? Јас сега не зборувам за дали ви оправдувате или не. Туку зборувам што бара тоа прашање во оваа дебата или воопшто во... Значи, тоа е за една сосема друга Ама дека дебата. се збореше за националистичката реторика ке ВМРО ДПМН, а јас давам контрааргумент каква е ке социјалдемократскиот сојуз. Значи, цела оваа дебата, цел дискурс беше ние сме фини со албанците, ама сме остри, односно се ги држиме своите позиции, тоа успеваме да го направиме, а СДСМ не е фин со албанците реално, ама им попушта. И таа е сликата што сакаше да се создаде и тоа е картата на која што се играше.
Не беа другите, федерализација, кантонизација и така натаму. Играше се нив за да ги добие тие 17.000 гласови, буквално ги искористи. Повторно ама не играше СДСМ, туку играше ВМРО. На старите практики низини албанците да бидат... Само дека се доискаже госпоѓа Исто. Ајде да се потсетиме. Само нека се доискаже, ве молам, госпоѓо Исто. Не, јас стварно сум за не враќање на тоа туку кои се опциите и како всушност сега оној кој што има најголем број на гласови мисли, како што велат и председателот велеше, нели, да не обедини. Како, господи Ристо, мислам, што мислите вие? Како е најдобро? Па секако не со истиот начин на однесување како досега. Бидејќи се што постигнаа досега е поделба. Досега имаме најголемо ниво на поделба по сите основи. Внатре македонско, македонско-албанско, други етницитети, значи сите основи на поделба. Тоа сме согласни се. Секој против секој. Ама за тоа некој мора да носи одговорноста. Кој, ако не оној што имал најголем број гласови, што ги имал сите институции, што имал мнозинство, што имал силна коалиција. Значи не може за се да биде крива. Опозицијата, невладиниот сектор, значи мора да се носи одговорност. Одговорност. Тој што мора да има одговорноста, што сака да го користи. И сега прашањето е што ќе направи? Ќе го прекине ли ова ВМРО ДПМН? Има ли шанси тоа да го прекине Груевски? По мене нема шанси. Оти Груевски сака да си го продолжи владењето и тоа го прави на ист начин. Дали некој друг во ВМРО ДПМН или членството на ВМРО ДПМН по овие избори ќе има некакви промени кај нив е веќе друго прашање. Но ако се сака да се има поместување и тоа поместување кон повеќе разбирање, вклучувајќи го ВМРО ДПМН, мора да има и таму промени. Не цело време вие викате промени во СДСМ, промени ке овој, промени ке онај. Не, јас не тоа не е моја работа, јас дури имам некоја партија една или друга. Мене тоа не може назад да се јави господин Стојковски, па ќе сублимирате господине Србов. Политички лидер на митинг или на собир на кој што се појавува и зборува, каде што се пеат нека разберат клетите шиптари, да се разбереме ова не е фраза која што било кога сум ја употребил или би ја употребил. Нека разберат клетите шиптари. Цитирате дел од што? Дел од атмосферата која што се случуваше пред ДИК. Воред, што ви е поентата? Одговорниот политички лидер ќе застане, ќе го земе микрофонот и ќе каже: пријатели, браќа, како сака нека ги нарече. Тие луѓе на кои што им се обраќате сега се наши сограѓани овде во државава и ние треба да продолжиме да живееме со нив и во иднина. Да не мора да признае дека ние ќе треба да преговараме со нив за да направиме влада. Не мора да го направи тоа. Тоа треба да го направи одговорниот политички лидер. Затоа перцепцијата која што е дека е национализам. Зошто не верувам во перцепцијата дека некој друг сака во наметнатата перцепција дека СДСМ сака да им даде се на албанците и затоа се им се додворува. Затоа што ако се потсетиме фино, имаше еден објавен аудиозапис, односно неколку објавени аудиозаписи од минатата, односно предминатата година, во кои што разговараат Никола Груевски и Силвана Бонева, разговараат Силвана Бонева и Трајко Велјановски месечини и разговараат Гордана Јанкуловска и Зоран Ставревски, во кои што вели Никола Груевски вели на Силвана Бонева: еј Силвана, знаеш, ние се договоривме со Дуи, сега ова ќе треба да го изработиме, особено на лошото. Што беше лошото? Амнестијата, односно автентичното толкување на законот за амнестија. Воред. За хашките случаи. Први се побунија за тоа дека се случи токму Социјалдемократскиот сојуз. Како можете да го правите ова? Не, туку Социјалдемократскиот сојуз, ако добро се сеќавам, и јас го кажував истото и се уште го кажувам, бидете премажи и излезете, направете ја работата така како што треба, или бидете доволно храбри, направете ја работата така како што треба. Автентичното толкување не е решение кое што требаше да се преземе. Воред, ајде ве молам, ќе мора да завршуваме. Воред, ајде вака, ќе почнеме од тука да ќе завршиме, па еве со дамата како што почнавме. Да, ве молам, меѓутоа да биде кусо, имаме последното прашање треба да одговориме. Значи, уште од преска сакав да реплика да дадам, немаше време па и се откажав, околу руските знамиња на митингот на ВМРО ДПМН. Јас сепак господјата кажат да не се враќаме на историјата, јас сепак сум поборник на тоа да видиме
каде е изворот, каде лежи проблемот и тоа таму ја наоѓам суштината. Сето друго е дневна партиска, не, туку како така другото се е дневна партиска политика, значи суштината се наоѓа во коренот. ВМРО-ДПМН е првата политичка партија која започна да зборува за Европската унија и интегрирање во Европската унија во 90-та година. ВМРО-ДПМН, јас ги имам гледано архивите и на двете политички партии, е првата политичка партија која остваруваше контакти со западниот свет. Околу навивачки песни, верувате, не сакам да дебатирам. Значи тоа е атмосферата на митингот. Да, ама дајте да зборуваме за факти. Знаете, проблемот ке ВМРО-ДПМН смешно е некој да излезе и да осуди некролози и објавување еден ден подоцна, при тоа да не ги осуди конкретно лицата кои што ги шираа некролозите. Така е смешно да излезе лидерот на партијата, да зборува пред граѓаните што го пеат тоа и да не ги опомене дека не треба тоа да го направи. Ако добро следевте, ако сакате толку во детали да влагаме за навивачки, во детали немаме време. После првото такво испевање, после тоа се пресечи, не се пееше. Ако сакате да влагаме во такви детали за навивачки песни, мислам ќе ве молам да не се спуштаме. Немаме време. Ве молам кусо од сите, бидејќи толку ни е времето. Господине Јунус, што мислите, дали е потребен нов договор Пржино 3 или сепак ќе има нови избори? За да добиеме стабилна влада, се разбира. Дека ќе има избори, секако ќе има избори. Повторно прашање е кога ќе има избори. Не верувам дека би било умно да тоа биде барем не пред септември и тоа е рано, барем една година, а до тогаш Господ на помош. Со една мала додавка, да биде начисто младиот господин со нешто. Значи, ниту ме интересира дали е некој ВМРО-овец, познам прекрасни ВМРО-овци. Нити од СДС, нити од ДУИ, нити од било каде. Барам здрава, нормална, граѓанска држава. Ако они таарноста на државата мене не ми дозволува да живеем во амбиент на едно граѓанско, здраво, цивилизирано општество, секое бебе плаче кога му се пие млеко. Има да плачам до несвес. И тука никој не може да ми го земе тоа право. Чао. Господине Стојковски, дали ни е потребен нов договор Пржино 3 или нови избори за стабилна влада? Не ни е потребен ниту Пржино 3, ниту нови избори, барем не во овој момент или не веднаш, затоа што има јасно изразена политичка волја кај мнозинството граѓани во држава, не најголемата политичка партија, туку кај мнозинството граѓани во држава, која што може да состави политичка влада, која што ќе има доволно широка поддршка во рамките на парламентот, за да се истуркаат основните реформски запати, за да се ослободи државата. Новите избори би можеле да дојдат веројатно на крајот на оваа година или на почетокот на следната година, како вовед во новиот извештаен циклус на Европската комисија. Господине Србов, Пржино 3 или Јас сум апсолутно против пржински договори, бидејќи ако ние не сме способни внатре сами да се договориме, мислам дека не заслужуваме тогаш ништо. Значи, ние ако не седнеме натре меѓусебно да се договориме, а да не ја криваме тензијата до степен да почнат луѓе да се тепаат по улици, тогаш мислам дека не да ни доаѓаат од странци Пржино 5 да правиме, пак нема да се реши целата ситуација. Господи Јурис, тоа да завршиме со вас да финишираме. Едногласност дека треба сами да ги решиме работите, ама очигледно дека ни е потребно многу повеќе политички слух, диалог, подготвеност да се слушне другиот и компромис, одошто во моментов имаме и одошто имаме назнаки со почетокот на преговорите меѓу постојните две партии кои што досега имаа. А јас се надевам дека ќе имаме следна прилика пак да се слушнеме, во ист состав да разговараме, можеби за некои побави теми. Ви благодарам уште на што бевте дел од Клик Плюс, а вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Останете со нас, следуваат вестите на албански јазик, веднаш потоа на македонски од дежурната екипа. Ви посакувам пријатен викенд.